Игла немаше каде да падне ноќеска на плоштадот во Струмица. Беше претесен да ги собере сите кои сакаа одблиску да го следат настапот на балканската фолк звезда Светлана Ражнатовиќ Цеца. Од општината велат дека 60.000 луѓе се собраа на плоштадот. Неофицијално овој број изнесува над 80.000. Освен домакините, за Цеца дојдоа посетители од цела Македонија, но и од соседните Грција и Бугарија. Толку народ на едно место и од сите генерации досега Струмица не памети. Пред настапот фолк звездата се сретна со градоначалникот на Струмица Зоран Заев и неговата сопруга Зорица. Заев не го криеше задоволството од присуството на балканската звезда, а таа му посака да стане премиер. Добро, ево официјално да посакаме добре дојде на една од најголемите балкански, европски, можеби светски звезди според нас, господја Цеца Ражнатовиќ. Струмица е подготвена, ние сме на самиот почеток на едно прекрасно здание овде кое што се случи во Струмица. Вашите камери сигурно веќе ја доловија атмосферата, бројката која што имаме од Министерството на внатрешни работи и од сите стручни служби. Поминавме некаде пред 20 минути повеќе од 50.000 народ покрај градскиот плоштад, полно е до Собраниската зграда, до Глобал, до езерцето во градскиот парк и навистина ова ќе представува за Струмица еден незаборавен момент. И се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу прилики да ја имаме честа да господја Цеца Ражнатовиќ биде во Струмица. Hvala vam na pozivu, meni je zadovoljstvo što sam večeras vaš gost u vašem gradu. Dugo nisam gostovala ovde i doživeti ovakav uspeh pred ovoliko ljudi, ja vam obećam sjajnu atmosferu i svaka reč bi bila suvišna. Bravo za sve iz Strumice, za čitavu Makedoniju i bravo za gradonačelnika. Mogao bi da bude i premijer za koju godinu. Цеца пееше цели 2 часа, а пеја игра и посетителите. Се точеше пиво и се јадеше скара до раните утрински часови. Беше тоа журка која уште долго ќе се памети и прераскажува. Настапот на Цеца е во рамките на манифестацијата Струмица Опен Фестивал, која за прв пат се одржува во Струмица. Во музичкиот дел досега настапија и Харис Џиновиќ, Прљаво казалиште и голем број домашни пејачи од забавната и народната музика. Фестивалот почна на 13 август, а ќе заврши утре. Освен музичкиот дел, на повеќе локации во градот се одржуваат ликовни колонии, театарски представи, филмски проекции и вечери на поезијата.